Добредојдовте во новото издание на регионалните вести. Гимназијалците од македонските паралелки со родителите и професорите имаа средба со представници на општина Тетово и гимназијата, но без резултат. Утре повторно ќе бараат општината да овозможи настава за нив во централната зграда на гимназијата. Општина Тетово не дозволува средношколците македонци да учат во централниот објект на гимназијата. Од секторот за образование на денешниот состанок кој го држаа со родителите и професорите на гимназијалците, истакна дека пред 2 дена од Министерството за образование им пристигнал допис дека решението да се држи настава со скратени часови во гимназијата било незаконско. Но овој допис јавно не го покажа. Ние сме се обратиле до МОН писмено и тие писмено ни одговориле. Да го видиме. Вие рековте не е стигнато. Како знаете? Документот ќе ви биде доставен во текот на денешниот ден. Ние се договоривме последниот пат кога беа двојцата министри ќе ги решам. Не недела. Задутре 2 недели, четврток беше. Беше договорено и за воля на вистината, градоначалничката му сугерираше на министерот за образование дека може да се избори за настава од 30 минути час. Градоначалничката и тоа се повика на незиниот бекграунд дека била вице-премиер и ако министер се заложи за да си најде решение, немало никогаш проблем да тоа пустои владата. Према тоа, јас поставувам директно прашање. Зошто и директорот да не ризикува малку, сум бил во таа улога, и часот да почне со 30 минути па да видиме кој санкции ќе преземе некој. Може ли, смее ли, има ли некој храброст вас да ве смени директори со овој потек? Нема да има. Затоа што сите ние овде и 10 пати повеќе од овие што сме, ќе дојдеме во гимназијата да ве штитиме. Ќе ве штитиме вашиот интегритет и вашата желба за компромис. Инаку, огромен број на ученици, да знаете, се интересираат да одат во други градови. Треба ли етничко чистење во Тетово се случува? Не е сигурно. Према тоа натаму оди. Ако учениците одат во Скопје и во други градови, тоа е тука, нема роговите, извинете. Према тоа, да се вратиме на последниот sastanak господинот Горен на образование. Кога бевме во присуство на министрите, изборите се директорот да добие устно одобрение за ваков начин на настава во времени и вонредни околности. Од секторот апелираат децата да се вратат на настава во Работничкиот универзитет и основното училиште Гоце Делчев во Тетово, каде подолг период следеа настава во несоодветни услови. Дел од родителите се согласија на ваквиот предлог, но под услов и македонците и албанците ротационо да следат настава во две одделни згради. Но од раководството на школото истакнаа дека не се надлежни за реализација на ваквото привремено решение. Не се чувствуваме дискриминирани, како што сме во моментот, и како родители, како ученици. Направите привремено решение да дел од паралелките, колку што се сега во гимназијата Кирил Пајчиновиќ, имаат привремено решение, а ние да дојдеме тамо и да си продолжиме со настава. Еве ви едно решение соломонско, да речемо, да не се почувствуваме дискриминирани, како што сме, затоа што не може само едната етничка заедница да има привремено решение, а другата да ги користи сите бенефити. Дали може привремено да се дислоцира паралелки од друг објект, а нашите деца да учат у гимназијата Кирил Пајчиновиќ Тетово? Конкретно одговорете. Ја мислам дека таква ингеренција нема. Пред одржувањето на состанокот гимназијалците утринава одржаа настава на градскиот плоштад, потоа со протестен марш се упатија кон зградата на општина Тетово. Сакаме ние да има интеграција во таа гимназија, односно да може да учиме заедно и со другите паралелки, да. Од Советот на родители и професори од Тетовската гимназија најавија дека протестите и наставата на градскиот плоштад ќе продолжат и понатаму, се додека надлежните не понудат соодветни простории за учење.
И политичките партии имаа свои представници на протестниот марш на тетовските гимназијалци. Денеска дојдовме овде да дадеме поддршка на овие млади луѓе и да апелираме до надлежните институции, до органите на државата да го решат проблемот, затоа што ова не е достоинствен пристап на решавање на судбината на овие млади луѓе. Општина Тетово, Министерството за труд, Министерството за транспорт и врски и Министерството за образование да го решат овој проблем. Затоа што овие деца не можат своето образование да го стекнуваат на овој плоштад. Да го подсетам министерот или заменикот министер за образование Спиро Ристовски, дека во буџетот на Министерството за образование за оваа година има 400.000 евра за реконструкција на средните училишта. Го прашуваме каде ги потроши овие пари? Зошто нема пари за реконструкција на гимназијата во Тетово? Ние даваме поддршка на соживотот во Република Македонија. Македонија за нас треба да биде едно општество, да се разбереме, да може да го градиме заедно општеството, секако мултикултурализмот да се збогатува, но преку почитување заеднички јазик. Не можеме да ги двоиме повеќе децата. Во Македонија нема место за нови граници. Мора да работиме заедно. Јазичните политики, образовните политики треба да се во функција на општествениот развој. Затоа овој проблем треба да го решат институциите, а да не си играат со младиве деца. Ние даваме поддршка и уште еднаш кажуваме дека Министерството образование и општина Тетово мора овој случај веднаш да го решат. Би сакал да се обратам на нашите сограѓани, на сите тетовчани, дека ние сме денес овде да ги поддржиме учениците средношколци, мултиетничкиот живот во Тетово и да поддржиме да учат заедно под еден кров. А што значи тоа? Ние го поддржуваме ставот на родителите, учениците и професорите дека децата, ученици, македонци и албанци треба да учат сите заедно во едни исти простори, односно просториите на постојната гимназија Кирил Којчиневич. За разлика од некои други политички партии и други политички представници кои што дошле денеска тука политички да поентираат и да подгреваат етнички тензии, ние сме тука да го поддржиме со животот и како граѓани и жители на Тетово да се потрудиме сите да се најде решение на овој проблем и еднаш да се стави крај на оваа голгота која што трае веќе 15 години. Учениците од подрачното училиште во Копанце на основното училиште Шимшово веќе 5-ти ден не одат на настава. Родителите бараат вработување на уште еден оделенски наставник, бидејќи сметаат дека еден наставник не може квалитетно да работи со 21 ученик од 5 оделенија во една комбинирана паралелка. Училницата во подрачното училиште во Копанце на основното училиште Шемшово и денес остана празна. Учениците веќе 5-ти ден не одат на настава, бидејќи нивните родители протестираат. Бараат вработување на уште еден оделенски наставник, бидејќи сметаат дека еден наставник не може квалитетно да работи со 21 ученик од 5 оделенија во една комбинирана паралелка. Ние доставуваме барања и до градоначалникот и до општината. Значи, до сега не сме наишли на позитивен одговор. И поради тоа, значи, подрастични мерки сме презеле со тоа што децата веќе 5-ти ден не ни одат на училиште. Значи, очекуваме дека ќе добиеме некаков одговор, меѓутоа додека не биде одговорот, нашите деца нема да дојдат во училишните клуби. Децата 5 оделенија, значи од прво до 5 оделенија со една учителка. Бројот на деца е 21, што е доста голем. Поради тоа, значи децата не може да се сконцентрираат. Значи не може да ги изработат задачите учителката што ги налага материјалот. Децата доаѓаат порано од училиште затоа што нема атмосфера за работа. Значи со две учителки, доколку би се поделила паралелката, би имале подобри резултати. И децата и ние родителите би биле задоволни. Значи учителката треба да повеќе да работи со првачињата, нема време затоа што се доста деца и 5 оделенија. Родителите се загрижени дека нивните деца не добиваат квалитетно образование во комбинирана паралелка каде секој ученик има различни образовни барања. Тврдат дека кога учениците продолжуваат со школување во основното училиште во Јегуновце, често добиваат критики од наставниците дека не го совладале доволно материјалот. Децата кога одат во школа во Јегуновце, наставниците се жалат дека децата од село Копанце, од училиштето се најслаби. И не сакаат да работат со нив. Тие што се подобри, вика, дигаа рака, ги прашуваат, тие што се послаби со нив не комуницираат наставата и затоа се децата се послаби.
Оделенскиот наставник смета дека поделбата на учениците во две помали комбинирани паралелки ќе даде позитивен резултат. Без разлика колку труд ќе вложи наставникот, децата не можат да го добијат потребното внимание кога се работи со 5 различни наставни програми во една иста просторија во исто време. Јас имам повеќе години искуство и цело време, значи немам работено у чиста паралелка, у комбинирани, зависно, некојаш 3, 4, еве неколку години у 5 оделенија у една паралелка, значи стварно е тешко. Не од аспект за мојата работа и трудот што го вложувам, колку што резултатите што не може да се постигна, значи јас као наставник се трудам колку што може, значи денот да ќе помине, нели? Што може да се вложи труд, али на децата не може да им се посвети внимание и да се постигне резултат што јас го посакувам. Значи има ученици што стварно имаат интелигенција, може да постигнат поголеми резултати, али условите се стварно тешки. Тешко е. 5 оделенија, 5 различни програми, тоа е тешко, многу тешко. Градоначалникот на општина Јагуновци Тони Коцевски апелира до родителите да ги пуштат децата непречено да ја посетуваат наставата, бидејќи изгубените часови ќе мора да се надоместат. Тврди дека општината испратила барање до Министерството за образование и наука уште во јули и се надева на позитивен одговор. Уште во 7 месец дадовме барање до Министерството за образование, каде што сметаме дека има законски основ да се даде ново финансирање за уште еден наставник за одделенска настава и да имаме делење на паралелката и очекуваме одговор, значи од страна на Министерството за образование и Министерството за финансии. Доколку тоа се случи, ние во најскоро време ќе пристапиме према настанатата состојба и ќе имаме нова делење на паралелката и нов наставник во подрачното основно училиште. Мора да се запази законската регулатива и би ви цитирал некои членови од Законот за основно образование, значи член 41 од Законот за основно образование, став 4, бројот на ученици во паралелка е од 24 до 34 ученици. Став 5, паралелката може да се формира и со помалку од 24 ученици по добиена согласност од основачот. Значи ние тоа го имаме направено и препратено веќе до Министерството. Основачот, став 6, основачот може да формира паралелка од став 5 на овој член по претходно позитивно мислење од Министерството. Се мисли за Министерството за образование. И став 8, основачот може да формира комбинирана паралелка од став 7 на овој член по претходно позитивно мислење од Министерството. Значи, нашите ингеренции тука престануваат, очекуваме одговор и мојот апел е и до родителите и до учениците, сепак од педагошки аспект да продолжат дечињата, односно учениците со настава, да не ја губат наставата, бидејќи секако таа мора да се надоместува, а се надеваме дека Министерството ќе излезе во престрет на ова наше барање, зашто имаме аргументиран допис и се надевам дека ќе го решиме овој проблем на обострано задоволство. Родителите се децидни, додека не добијат одговор на нивното барање, нивните деца нема да посетуваат настава. Сметаат дека е крајно време проблемот да се разреши, бидејќи трае веќе 4 години. Како соодветно да одговорат при случај на најмала повреда, па се до животот загрозувачки ситуации. Денес се едуцираа воспитувачките, негувателките и административните работници од објектите на детската градинка Младост во Тетово. Проектот е во соработка со невладината организација Линка Грос, а се изведува во 5 градови во Македонија. Воспитувачките, негователките и административните работници од објектите на детската градинка Младост во Тетово денес се обучуваа како да се справат при евентуални ургентни ситуации, од најмала повреда до посериозни случаи, како гушење, грчеви или алергиски реакции. Обуката ја спроведува невладината организација Линка Крос. Линка Крос ние работиме на проектите во областа на развој на здравство, економски развој и развој на заедници. Врло сме активни во соработка со детска болница и во
иницијативи покренати од заедница и овој проект започна на иницијатива на една од директорките на Скопските градинки и соработуваме со доктор Георги Паскалов од Скопје и задоволство ни е што он одвои време од својата поликлиника во Карпош и пристана да соработува со нас на овој проект. Заради финансиската поддршка на швајцарската амбасада во Македонија, овој проект се прошири на 5 градови. The Swiss embassy has expanded into 5 cities in Macedonia and Tetovo is one of those 5 cities. Предавањето го изведува доктор Ѓорѓе Паскалов, според кого персоналот од оваа градинка веќе има големо предзнаење. Имаме одличен одзив од персоналот од градинките и одличен прием, така да одиме супер напред. Конкретно за проектов се работи конкретно за прва помош на дете. Значи, како да се даде реанимација, одгрижување на рани до повраќање до наитни состојби и полесни состојби, така да имаат конкретен пример како треба да се справиш со несреќен случај. Сум изненаден од предзнаењето на персоналот на градинките низ цела Македонија, кај што бевме. Она што ме радува е што практичниот дел им е надграден по предавањето. Така да теоретскиот дел им е одличен пред, но практичниот дел многу подобар после. Со оваа обука продолжуваат низата проекти во Тетовската градинка со единствена цел подобар и побезбеден престој на децата. Значи уште еден проект во нашата градинка, каде што вработените ќе бидат припремени за секоја повреда или повраќање на детето или што било друго, да бидат спремни како да се понашат во тој момент и како да им помогнат. Затоа можеме да им заблагодариме на Линка Крос, невладина организација, во Швајцарска амбасада, во соработка со Министерство за труд и социјална политика и општина Тетово. Обуката за прва помош започна денеса, ќе трае во наредните 2 дена, како би се опфатиле сите воспитувачки, негователки и административни работници во градинката Младост. Од 1 октомври во Центарот за култура Асном во Гостивар започнуваат со работа балетската и драмската школа за најмладите. Децата кои ќе се вклучат ќе учествуваат во завршна приредба и театарска представа. Центарот за култура Асном во Гостивар периодов ја насочува програмската работа кон развивање, поттикнување и поддршка на младите таленти. За таа цел од 1 октомври ќе започне да функционираат балетска и драмска школа, наменети за најмладата популација. Центарот зимава адаптираше посебна просторија за балет, која од сабота повторно се става на располагање на заинтересираните деца. Со нив, како и во претходниот циклус, ќе работи професорката Зора Поповска, професионална балерина. Школава е наменета за деца во возраст без разлика машки и женски, балетов е општа култура. Од предшколска, односно од 6 години, или прва сега со новите системи на учење, до 5 оделение. Планираме да биде најмалку 2 пати неделно, нормално со договор со учениците, бидејќи нашата цел е не само да ги едуцираме културно, туку и да не направиме други пречки во едукативниот наставен процес. Интересот моментално е стварно голем, продолжуваме исто со истата професорка или тренерка, да речеме балет учителката, која пред се професионална балерина. Месечната членарина за посетување на балетското училиште е 1000 денари, со тоа што балетанките и облеката за завршната представа ги обезбедува центарот. Курсот по глума ќе го води актерот Ѓорги Нешковски, а дечињата кои ќе се вклучат ќе учествуваат во заедничка театарска представа. Во драмската секција исто така се предвидува партиципација, да речеме, од 800 денари, каде што верувам дека со бројот на самите ученици кои ќе биде, кога ќе биде представата, драмската представа за било шо, бидејќи драмата е малце поинаква, по финансиски е по оптеретена, ќе покриваме исто така делот сценографијата и делот костумите. Групите за балетското и драмското училиште се уште се формираат, а заинтересираните деца и родители може да се обратат во Центарот за култура. 78 годишен пешак загина во сообраќајна несреќа во близина на Пирок. Од СВР Тетово информираат и за уште една сообраќајна незгода и пријава за злоупотреба на лични податоци.
Пешак загина во сообраќајна несреќа кај Пирок, според СВР Тетово, вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на автопатот Гостивар Тетово спроти спортската сала кај тетовското село Пирок се случила сообраќајна несреќа во која учествувале непознато патничко моторно возило што го управувал непознат возач кој веднаш го напуштило местото и 78 годишен пешак од Гостиварска Горна Бањица. Во несреќата пешакот добил телесни повреди од кои починал на самото место, а неговата смрт ја констатирал лекар од Тетовската брза помош, која во меѓувреме била повикана. Јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле увид и се преземаат мерки и активности за утврдување на причината за несреќата, околностите во кои се случила и за идентификување и пронаоѓање на возилото и возачот учесник во оваа сообраќајна несреќа со смртни последици. По наредба на јавен обвинител врз безживотното тело ќе се врши обдукција. Инаку ноќеска околу 3 часот на автопатот Тетово Гостивар во близина на Жеровјане, патничко возило Пежо со гостиварски регистарски таблици управувано од 38 годишник од гостиварското село Галате налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, а вкупната материјална штета се проценува на 20.000 денари. Извршен е комплетен увид и се утврдуваат поединостите во врска со несреќата. Од СВР Тетово уште една информација. Имено 30 годишна тетовка вчера пријавила злоупотреба на лични податоци од турски државјанин, со кого известно време се допишувала на Facebook. Тој отворил 3 лажни профили на нејзино име, на кои објавил фотографии од неговата Facebook пријателка и потоа ја оценувал да му даде 500 евра и мобилниот телефон, зашто во спротивно ќе се случило лошо и ќе објавувал уште фотографии. Се работи на расчистување на сите поединости поврзани со пријавеното. Во пресрет на грејната сезона, секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните навреме да ги проверат електричните инсталации и да ги исчистат оджаците во насока на превенција од пожари. Секторот за внатрешни работи Тетово ги потсетува граѓаните во пресрет на грејната сезона навреме да ги проверат електричните инсталации, особено ако се постари, и оджаците во куќите и стамбените згради. Доколку утврдат некакви недостатоци, веднаш да ги отстранат и да ги подготват за деновите што следуваат. До граѓаните се апелира исто така на максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела подолго време и посебно во нивно отсуство. Ова дотолку повеќе што некогаш е доволно само мала искра и да пламне во пожар со големи материјални и други последици, пред се во зградите во кои натаму недостига потребната опрема, а до некои од нив отежната и пристапот со противпожарни возила, најчесто поради градежни или други недостатоци, велат од СВР Тетово. На собствениците на куќи и станарите во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги исчистат оджаците и да не ги преоптоваруваат инсталациите со истовремено вклучување на повеќе електрични апарати. Секторот за внатрешни работи Тетово укажува дека предизвикувањето пожар, намерно или од невнимателност, е кривично дело за кое е предвидена и затворска казна од 1 до 3 години, односно 5 години, и затоа апелира однапред да се превенираат потенцијалните причини за избувнување пожар. Главните ризици за Македонија остануваат нерешавањето на политичките превирања, високото ниво на фискален дефицит, слабости во менаџментот со јавните финансии и ефикасноста на трошењето, зголемениот јавен долг и стагнацијата во структурните реформи, намален економски раст, зголемен јавен долг, намалување на невработеноста, зголемени фискални притисоци поради немање фискална консолидација. Ова се дел од главните забелешки за Македонија, презентирани во редовниот економски извештај на Светската банка за Југоисточна Европа. Директорот на Светската банка за Македонија и Косово, Марко Мантованели, посочува дека годинава економскиот раст во земјава се намалил на 2% и тоа главно како последица на намалените инвестиции кои биле силно погодени од политичката криза. Тој нагласи дека фискалниот дефицит расте, а тоа има импликации врз вкупниот јавен долг на државата. Мантованели предупредува дека потребно е да се внимава како се трошат парите од задолжувањето.
Кандидатите за председател на САД Хилари Клинтон и Доналд Трамп синоќа се соочија на првата од трите планирани телевизиски дебати пред изборите на 8 септември. Тие разменија навреди, водеа жестока битка околу тоа кој ќе покаже темперамент, издржливост и расудување, а американските медиуми коментираат дека во неа Трамп често морал да бара излез. Во дебатата одржана 6 недели пред изборите и со анкети кои покажуваат дека се речиси идентични, Клинтон упорно ја доведуваше во прашање подготвеноста на ривалот да биде во Белата куќа, додека Трамп незината издржливост во однос на здравствената состојба. Во анкетата на CNN по дебатата на примерок од 521 гласач, 62% изјавиле дека победник е Клинтон, додека 27% се изјасниле за Трамп. Колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос и командантот на бунтовничката организација Револуционерни вооружени сили на Колумбија Родриго Лондоно потпишаа историска мировна спогодба со која се става крај на конфликтот кој трае веќе половина век и во кој загина околу 250.000 лица. Церемонијата на потпишување се одржа во конференцискиот центар на колумбискиот град Картагена во присуство на стотици високи функционери, меѓу кои генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, кубанскиот председател Раул Кастро, американскиот државен секретар Џон Кери. Училиштата и канцелариите на Тајван се затворени, а повеќе од 5000 луѓе се евакуирани, откако силниот тајфун Меги со ветрови со јачина од 162 км/ч се приближи денеска до овој планински остров. Властите на Тајван го подигнале нивото на предупредување, бидејќи се очекува дека ветровите и дождот кои ги носи Меги ќе го погодат целиот остров. Изутринава се евакуирани 5336 лица од планинските подрачја, каде постои ризик од поплави и свлечишта. Светската здравствена организација соопшти дека 92% од населението во светот живее во области каде што загадувањето на воздухот е над дозволените граници. Според извештајот на СЗО, тоа придонесува за здравствени проблеми како срцеви болести и рак на белите дробови. 1 од 9 смртни случаи на глобално ниво можат да бидат поврзани со загадувањето на воздухот, се наведува во извештајот. Извештајот се базира врз нови сателитски мерења на загадувањето на околу 3000 локации низ светот. Југоисточна Азија, Источниот Медитеран и Западниот Пацифик се најпроблематичните области. Денес имавме сончево и топло време. Утринските температури се движеа од 1 до 10 степени, а дневните од 15 до 24 степени. Утре не очекува сончево време. Утринските температури ќе се движат од 2 до 12 степени, а дневните од 15 до 25 степени. Со информацијата за времето го означуваме крајот на регионалните вести. Останете и понатаму со програмските содржини на радио и телевизија КИС. Од мене пријатно.